Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Шемите на антизападниот пион Христијан Мицковски со неговиот ментор и носител на криминалот Никола Груевски излегоа на виделина. Антизападниот пион Мицковски, додека бил советник на Груевски, преку неговата Енерготек до Скопје, добил согласност за користење вода и закуп на државно земјиште за изградба на хидроцентрали. Во шемите, преку оваа компанија е вклучен и Димитар Димовски, актуелен член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН и десна рака на некогашниот министер за транспорт и врски Милија Јанакиевски. Некогашната пак лева рака на Милија Јанакиевски Игор Јанушев и генерален секретар на антизападното раководство на ВМРО-ДПМН. Тоа е истиот Игор Јанушев кој е осомничен во истрага на специјалното јавно обвинителство за набавка на автобуси, како што е јавно соопштено, со што е нанесена штета директна на буџетот на Република Македонија во износ од над 5 милиони евра. Тоа е истиот Игор Јанушев, познат од политичките бомби, кај кого Милија Јанакиевски телефонски препраќа поранешни началници од МВР за да се изработат лични карти за изборите во Струмица. Тоа е истиот Игор Јанушев, кој како директор на ЈСП на крајно сомнителен начин изнајмувал автобуси за митинзите на ВМРО-ДПМН. Почитувани граѓани, Димитар Димовски и Игор Јанушев, десната и левата рака на Милија Јанакиевски, еден од најблиските соработници на Никола Груевски, се очигледно најблиските соработници и на антизападниот пион на председател на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски. Очигледна е спрегата на антизападното раководство на ВМРО-ДПМН и пионот Мицковски со криминалите на Груевски и Јанакиевски. Во ова антинародно раководство на ВМРО-ДПМН владее истата матрица на Груевски. Затоа, ова раководство на ВМРО-ДПМН и Христијан Мицковски работат против Европската Унија и НАТО. Ова е уште една причина останатите пратеници од ВМРО-ДПМН да ја напуштат оваа криминална политика на антизападното раководство на ВМРО-ДПМН и да се приклучат и да ги поддржат процесите кои водат кон интеграција на државата во Европската Унија и НАТО. Ви благодарам.